Од следната недела ќе се плаќа 18% даноки за нарачките до 22 евра од Тему, Алиекспрес и другите интернет продавници од странство. Собранието ги изгласа законските измени и тие ќе стапат во сила 8 дена по објавата во службен весник. Целта е да се зајакне домашната економија, велат од Министерството за финансии. Очекуваат прилив од околу 65.000 евра секој месец, пари кои ќе се пренасочат во стопанството. Трошокот за пресметка и плаќањето на ДДВ нема да падне на товар на граѓаните, што значи дека нема да има промена на цените за крајните потрошувачи, а мерката ќе обезбеди фер конкурентност помеѓу домашните и странските онлайн продавници, велат од финансии. Министерката Димитриевска Кочовска во тема на денот посочи дека плаќањето на ДДВ-то кон државата ќе биде обврска на шпедитерите со кои соработува Тему. Даночниот експерт Павле Гацов пак објаснува дека за оние кои веќе нарачале производи цената нема да се менува, бидејќи таа е платена. Тоа значи дека краткорочно добавувачот ќе го плати данокот од сопствениот джеп и неговата заработка малку ќе се намали, но кај идните нарачки продавачите ќе го вградат зголеменото ДДВ во цените, за да ја задржат истата добивка. Во економијата има правило. ДДВ-то последен го плаќа граѓанинот. Тоа значи дека секогаш ќе падне на грбот на последниот купувач. Овде последен се граѓаните, така да сигурно дека ова ќе биде удар на оној што последен купува, плаќа, бидејќи добавувачот се разбира ќе сакат да го вгради ДДВ-то во цената за да го превали на потрошувачот. Сигурно нема шноличка што била 100 денара и понатаму да биде 100, ќе биде 120, 118 за да биде истата заработка. Така да во овој контекст нема бизнисмен што ќе работи на своја штета и не знам да одвои од својот профит 18% за државата. Данок нема да се плаќа за пакет испратен како подарок, но под услов да не чини повеќе од 22 евра и да не е алкохол, парфем или цигари. Мартин Арсов, Сител телевизија.